Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер ви, благодарам што сте со нас. Специјалниот музичко-сценски спектакл Силно светнал ден по повод 35 години од независноста, првата изведба има вечерва во Охрид на стадионот Билјанини извори. Преку музика, глума и танц во форма на мултимедијален сценски спектакл, согласно најавите е раскажана приказната за 35 години независност на нашата татковина. Гледаме дел од атмосферата вечер. Идејата на целиот проект започна од Белите мугри, стихозбирката на Кочо Рацин, од таму е и насловот од еден негов стих Силно светнал ден. Тргнавме со идеја да се присетиме на се она што е важно во, би рекол, македонската уметност, во поезијата, литературата, во музиката, во ликовната уметност, да биде едно патување низ културната меморија, се разбира со акцент на последните 35 години. Ова е направено за народот да ужива, да се присетиме на некои важни моменти од создавањето на нашата држава и мислам дека ќе се забавуваат меѓу другото. 35 години во демократија се будам. Имам слободен говор, па слободно ругам. Може бегав ко дете од час историја, ама ете, ги знам хероите што ова го створија. Според најавите во наредниот период караванот ќе посети 11 градови низ државата, носејќи ја празничната атмосфера поблиску до сите граѓани. Во вторник настанот е во Битол, а во среда во Велес. На 15 август во градскиот парк во Струмица со почеток во 20 часот концерт ќе одржат трите легендарни македонски бендови Меморија, Мизари, Синтезис. Легендите на електронската музика Пол Ван Дајк и Пол Окенфолд ќе настапат заедно на 16 август, исто така во градскиот парк во Струмица во рамки на одбележувањето 35 години независност на Македонија. За 1 септември е најавен настапот на славниот шпански тенор Хозе Карерас на плоштадот Македонија, заедно со македонски звезди, меѓу кои ќе настапат Владко Стефановски, Каролина Гочева, Калиопи, Сузана Спасовска, Наум Петревски, Игор Дурловски и Ана Дурловски. Целиот концерт ќе го придружува оркестарот на Филхармонијата. Кулминација ќе биде последниот перформанс на 4 септември на плоштадот Македонија во Скопје, на кој ќе настапат повеќе од 120 уметници. Музичкиот дел од одбележувањето завршува на 8 септември со настапот на Дејвид Гета на скопскиот стадион Тоше Проевски. Денеска беше објавено и специјално видео во кое се раскажуваат големите успеси и настани за паметење кои се случиле во изминатите 35 години. Требаше време да се навикнеме дека имаме наши пари. Република Македонија доведува собствена парична единица што ќе го носи името денар. Денари. Кога си свој на своето, сакаш да покажеш колку вредиш. Сакаш да те дознае сиот свет. Чакерико! Оди репрезентацијата на Македонија. Како презасен удар, ова Хеј, голот на Шакириот. Лидерот на СДСМ Венко Филипче преку социјалните мрежи реагираше на видеото кое го објави премиерот Мицковски за 35 години независност. Мицковски денеска објави видео по повод 35 години независност и што видовме промоција на државотворната политика на СДСМ. Во видеото е Киро Глигоров, во видеото се најголемите успеси на Македонија. Во видеото недостасува само влезот во НАТО и почетокот на преговорите со Европската унија, дело на СДСМ. Се што е позитивно во овие 35 години носи подпис на СДСМ, затоа во видеото нема место за Груевски, затоа нема место ниту за оваа влада. Мицковски сакаше да се пофали, а всушност покажа кој на вистина ја градел државата. Покажа зошто Македонија може да биде горда, пишува Филипче во објавата. Видеото за независност има порака која обединува, штета што и овој пат СДС е на погрешната страна, велат во реакцијата од ВМРО ДПМН. СДС се лутат зашто го има првиот претседател на независна Македонија во спотот за независноста, кој патем е избран консензуално, зашто немало ништо за НАТО, а се ќутат за промената на името. Протестираат зашто нема ништо за Груевски и премеруваат кој зашто е заслужена, веројатно им е тешко што го нема Заев или друг премиер. Но, сепак, ова е спот за дел од позитивните страни во овие 35 години. За негативните уште не е снимен, но таму Заев и Венко се во до цето тоа го памет. Згрозени
липсата на политичка култура на Венко Филипче и од начинот на кој политизираат нешто што граѓаните го разбираат и прифаќаат како народна прослава на независноста. Искрено жалиме што СДС нема капацитет да ја види големата слика и да го надмине сопствениот талог. Не сме изненадени, но сме разочарани од тоа што денес представува ова раководство на СДС, велат во реакцијата од ВМРО ДПМН. Центарот за управување со кризи објави аларм за сериозна опасност од пожари и можност за нивно брзо ширење. Како функционира системот за предупредување и каде е најголема опасност од шумски пожари, провери Габриела Лескова. Високите температури денес не носат само жешко време, туку и сериозно предупредување за опасност од пожари. Според податоците од Македонскиот информацијски систем за пожари, со растот на температурите расте индексот за опасност од пожари. Сител го посети Центарот за управување со кризи, за да провериме каде опасноста е најголема. Ова е мапата на предупредување од пожари за денешниот ден. Може да се забележи дека најголемиот дел од централниот, источниот и јужниот дел се во црвена зона. Тоа значи дека евентуален пожар на отворен простор или во шума може многу брзо да се прошири и да достигне висок интензитет. На мапата јасно се издвојуваат и планинските предели, каде што опасноста е пониска, но токму жештините и сувото време се причина за зголемена внимателност, особено при престој во природа. Каде има најголема веројатност денеска да избувнат пожари? Па како што гледаме во мапата, Демир Капија, Кавадарци, Неготино, Штип, Пробиштип, Македонска Коменица, Кочани, Крива Паланка, овие делови денеска скаулета е со црвено и многу висок ризик за шумски пожари. Оваа мапа покажува една многу јасна слика. Колку повисоки температури, толку поголем е ризикот од избувнување на пожари. Црвените подречја се предупредување дека доколку избувне пожар, тој може многу брзо да се прошири. Токму поради ваквата ситуација, надлежните апелираат на особена внимателност додека престојуваме или се движиме во природа. Опасноста надлежните институции ја откриваат и преку системот за рано детектирање и процесот на ризикот од пожари. Оваа година многу ни помагаат. Вчера имавме пожар у Сопиште и не беше пријавено преку 112, беше лоцирано од камериве и од операториве и веднаш беше координирано со сите други субјекти и со главниот штаб и знаете и вие многу брзо пожарот беше ставен под контрола и беше изгаснет целосно. Колку вакви камери има низ Македонија и што овозможуваат, како ви улеснуваат работата? Значи до сега имаме околу 25 камери, чекаме до крајот на ова недела да ги имаме сите 50 камери, значи ни помагаат многу. До сега имавме 2 пожари преку камерите и многу брзо биле гаснети, затоа што имаме увид дали има пат, дали имаме објекти близу и дали што можеме да употребиме, дали имаме потреба за воздухоплов и слично. Од Центарот за управување со кризи се децидни дека состојбата се следи континуирано, а информациите се споделуваат со институции кои што се надлежни на терен. Мапата на опасност може да се менува во зависност од временските услови, но прогнозите на УХМР не одат во корист на противпожарните служби, земајќи го во предвид фактот дека температури над 40 степени не чекаат и следната седмица. Габриела Лескова, Сител телевизија. Вчера доцна попладне избувна пожар на градската депонија во Крива Паланка и покрај гасењето во текот на целата на густ чат и миризба и денеска се ширија низ општината. Според последните информации кои што вечерва на социјалните мрежи ги објави градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митовски, состојбата полека се става под контрола. Пожарот е од малку по-сериозен и поголем обем, кој што покрај потребата од гасење со вода, потребно е и поголема количина на земен материјал. Затоа ќе апелирам за разбирање за граѓаните на Крива Паланка и околните населени места по однос на непријатната миризба и чадот кој што ќе ги имаме во текот на денот. Искрено очекувам, бидејќи во функција се ставени сите служби, дека еве до крајот на денот ќе успееме да се справиме со и овој сериозен предизвик. Уапсенијата од Арачиново со непочитување на сообраќајните правила ја предизвикала сообраќајката во Радишани во која загина 19 годишно момче. Обвинителството бара определување мерки на предпазливоста, приведениот го гони за 2 кривични дела.
тешки дела против безбедноста и неукажување на помош. Мерки на предпазливост бара обвинителството за 46-годишниот рачиновец кој со пресекување на патот на моторот без контакт учествувал во сообраќајката во Радишани во која загина 19-годишниот Никола Макрачевски. Осомничениот, за кој стражните органи увиделе дека учествувал во сообраќајката, дури откако ги прегледале околните безбедносни камери, нема да смее да го напушти живеалиштето, а одземени му се пасошот и возачката дозвола. Од улицата 18 се приклучил на улицата Радишанска. Крстосницата нема сообраќајни знаци, но 46-годишникот со својата Seat Altea свртел во лево без да ги пропушти возилата кои доаѓале од спротивната насока. Со тоа го пресекол патот на моторциклот кој во обид да избегне директен судар преминал во спротивната лента каде што директно удрил во Алфа Ромео со италијански регистарски ознаки. Од силината на ударот моторциклистот Никола Макрачевски излетал, паднал на коловозот и се здобил со тешки телесни повреди од кои починал, а полесно бил повреден и возачот на автомобилот Алфа Ромео, велат од обвинителството. Наместо да застане и да се обиде да помогне, возачот на Сеатот се дал во бегство. Тој морал да го почитува правилото на десна страна, вели поранешниот началник Љубомир Ѓурчевски. Има трето возило од кое што допринесуваат и има действие кое што допринесува да се случи сообраќајната незгода. Зошто викам допринесуваат? Ако тој неблаговремено ги пропуштил возилата кои што се движат без разлика, што тамо стои и во записникот за увид, стои дека раскрсницата не е регулирана со сообраќајни знаци, но секогаш треба да се има во предвид дека има правило од десна страна, нели, во сообраќајот, за кое што кажуваме дека возачите, учесниците во сообраќајот се должни да го почитуваат. Возачот на Сеатот ќе одговара за 2 дела. Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и за неукажување помош на лице повредено во сообраќајна несреќа. Доколку биде прогласен за виновен, би можел да заврши до 6 години во затвор. Даниел Василев, Сител телевизија. По продолжение блог вести од светот.